Над 92% од сите вработени во детските градинки во Македонија се жени. Според последните податоци на Заводот за статистика, на ниво на држава имаме само 12 мажи воспитувачи или негователи. Орце Тодоровски е директор на градинката во Прилеп и е еден од ретките мажи кој веќе 20 години е вработен во една ваква институција. Но тој не е воспитувач. Пред да биде директор, работел во сметководство. Во Прилеп нема ниту еден воспитувач или неговател маж. Од 180 вработени во градинките, само 14 се мажи. Ali pretežno se tehnički personal, kuvari, stražari, kotlari, momentalno nemame ni jedan maš vospitуваč, ni negovatelj, ni logoped, ни дефектолог. Ниту Тодоровски нема конкретно објаснување зошто работата како воспитувач во градинките се смета за женска. До сега сме имале 10 и повеќе конкурси. На ниеден конкурс немаме добијано ни воспитувач, ни негователка маж. А додека кога е за котлар или стражар, се јавуваат па обратно. И жени сакаат да конкурираат. Според воспитувачките пак можеби пресудно за ова било честото мешање на родителите при изборот на образованието на децата. За жал, кај нас се уште во нашите семејства родителите не им даваат потполна слобода на своите деца при определбата на своето понатамошно образование. Дали тоа се однесува на традицијата што ја имаме во нашава држава, на стереотипите што ги имаме, тоа е останува прашање. Граѓаните пак велат дека немаат проблем мажи да ги чуваат нивните деца во градинките. Нема причина да ми пречи. Не сум размислувала на оваа тема, мислам дека не, ама не знам. Мислам дека е во ред и машка популација работи во градинките. Не знам зошто кај нас тоа така функционира. Според Институтот за економски истражувања и политики Finance Team кој што го спроведе во истражување, а поддржано од Фондацијата Отворено општество, иако можеби жените владеат во овој сектор, сепак се уште била забележителна инфериорната позиција на жените на пазарот на трудот. Жените почесто се вработуваат како неплатени семејни работници и на пониско платени работни позиции. Тие земаат пониска плата во однос на своите колеги мажи, почесто се соочуваат со феноменот подвработеност и се подлежни на феноменот плата во плико. Но без разлика на родовата поставеност на пазарот на труд, според досегашната пракса и традиција, работата во градинка кај нас по се изгледа уште долго време ќе се смета за женска.